Вечно ќе ја сакам во своја своја Скопје кажени. Со пригодна свеченост и обраќање на градоначалникот Борче Митевски, општина Петровец го одбележа својот ден испраќајќи и порака за нови проекти, инвестиции и подобри услови за живот на граѓаните. По повод денот на општината 6 мај, кој традиционално се одбележува во духот на големиот христијански празник Ѓурѓовден, беше организирана пригодна свеченост на која присуствуваа бројни граѓани, гости и представници на локалната самоуправа. Во своето обраќање, градоначалникот Митевски упати честитки до сите жители на општината, истакнувајќи дека локалната власт останува посветена на реализација на нови проекти и инвестиции во повеќе области. Тој нагласи дека приоритет останува создавањето подобри услови за живот, развојот на инфраструктурата и унапредувањето на услугите за граѓаните. Од општината порачаа дека и во наредниот период ќе продолжат со активности насочени кон развој и модернизација, со цел Петровец да стане уште подобро место за живење на сите генерации. Град Скопје ја истакна потребата од конкретни политики за младите, семејствата и подобрувањето на квалитетот на живот преку локални и регионални мерки. Градот учествуваше на регионалната министерска конференција посветена на справувањето со демографските промени и зајакнувањето на отпорноста на општествата во регионот, сподели скопскиот градоначалник Урце Ѓоргиевски на социјалните мрежи. На настанот беше истакнато дека демографските предизвици, како што се иселувањето на младите, старењето на населението и потребата од подобри услови за живот, стануваат се поизразени и бараат одговорни, храбри и конкретни политики. Од Скопје беше нагласено дека токму локалната самоуправа има клучна улога во креирањето решенија што директно влијаат на секојдневниот живот на граѓаните. Градските власти посочија дека во соработка со државните институции се работи на мерки за поддршка на младите и семејствата преку подобри јавни услуги, инвестиции во образованието, социјалната заштита и урбаниот развој. Целта е создавање поинклузивни и одржливи заедници во кои граѓаните ќе имаат подобри услови за живот и развој. Беше истакната и важноста од регионалната соработка и размена на добри практики со меѓународни партнери со цел градење потпорни општества, подготвени за идните демографски предизвици. Скопје, како што беше нагласено, останува посветен партнер во овие процеси, со јасна цел – град во кој младите ќе останат, семејствата ќе се развиваат, секој граѓанин ќе има достоинствен живот. Општина Центар на 9 мај во паркот на франкофонијата организира целодневна манифестација со храна, музика и европски културни содржини со зголемен фокус на културата и заедништвото. Имено градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски на пресконференција ги покани сожителите на традиционален целодневен настан Нош и вилјушка на европска чинија, кој ќе се одржи на 9 мај во паркот на франкофонијата со почеток во 12 часот. Тој истакна дека настанот се организира по повод Денот на Европа и представува символ на дружење, културна размена и заедништво. На манифестацијата се очекува присуство на представници од земјите членки на Европската унија во земјава, што дополнително и дава и меѓународен карактер. Ова е настан што прерасна во убава традиција. Со години наназад во овој парк се дружиме, запознаваме различни култури и уживаме во гастрономија од целиот свет. Саботак има забава и изненадување за сите генерации, добра храна и добра музика, изјави Герасимовски, додавајќи дека се очекува голем број посетители и позитивна атмосфера. Нагласи дека настанот е дел од пошироката стратегија за развој на културата во општината, при што буџетот за културни активности значително се зголемува од година в година. Од 3 милиони денари преку 13 милиони до 25 милиони денари оваа година. Според него, овие инвестиции се директна поддршка за уметниците, културните проекти и развојот на локалната сцена. Во изминатите месеци општина Центар реализирала бројни културни активности, меѓу кои тематски прошетки, поетски, уметнички настани, концерти и одбележување на значајни датуми. Герасимовски најави дека културната програма ќе продолжи со уште побогата понуда, вклучително и настани на отворено, со кој ќе се одбележи 50 годишниот јубилеј од постоењето на локалната самоуправа.
Општина Чаир започна акцијски процес за отстранување на повеќе од 200 хаварисани напуштени возила од јавните површини на својата територија, со цел ослободување на паркинг просторот и унапредување на урбаниот ред. Од општината информираат дека со оваа акција веднаш се ослободуваат стотици паркинг места, што ќе им олесни на жителите во секојдневното паркирање и движење низ различни делови на Чаир. Покрај подобрувањето на сообраќајната функционалност, мерката има и значаен еколошки ефект, бидејќи се отстранува долгогодишен проблем поврзан со напуштени возила. Од денес ослободуваме стотици паркинг места за граѓаните, истовремено отстрануваме долгогодишен еколошки проблем. Ова се конкретни резултати што се гледаат и чувствуваат секојдневно во Чаир, изјави Меджиди. Од општина Чаир најавија дека и во наредниот период ќе продолжат со слични активности и мерки насочени кон подобрување на јавните простори, урбаниот ред и квалитетот на живот на граѓаните. Основното јавно обвинителство Скопје до Кривичниот суд поднело предлог за определување мерки на предпазливост за собственичка на салон за убавина, која е осомничена дека користела и рекламирала шверцувани медицински препарати за естетски третмани. Меѓу мерките што ги бара обвинителството се одземање на патната исправа, односно пасошот, како и забрана за одржување контакти со другите двајца осомничени во случајот. Информацијата доаѓа откако од Царинската управа денеска соопштија дека секторот за контрола и истраги лишил од слобода 3 лица, меѓу кои собственичката на салонот, под сомнение за шверцување медицински препарати кои можеле да бидат штетни по здравието на луѓето. Во рамки на истрагата бил извршен претрес во салонот за убавина, при што биле пронајдени непроверени дермални филери и други медицински производи, што се користеле при третмани за разубавување и редуцирање маснотии. Според информациите од надлежните институции, препаратите биле шверцувани во државата, потоа користени врз клиенти во салонот. Од Царинската управа информираат дека истрагата продолжува. Надлежните институции преземаат дополнителни мерки за расчистување на случајот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја